Со оглед на прогнозата на времето во наредните денови, кога се најавуваат интензивни врнежи од дожд, состојбата со браните Калиманци и Градче, кои се на прелив, станува алармантна. Уште рано изутрина тешка механизација е на терен и го чисти каналот на Кочанска река кај Облешево. Како што информираше градоначалникот на Чешиново Облешево Костадин Личков, отворен е процеп на реката кај селото Чифлик за да истече водата во Брегалница, со цел спречување на водата да навлезе во селото. Затворен е наводнителниот канал кај Чешиново со цел спречување на влегување на Брегалница во селото, а механизација работи и на река Злетовица кај Уларци. Инаку, регионалното координативно тело на кризниот штаб синоќа одржа состанок за евентуалните поплави кои може да се случат во наредните денови, кога се очекува поинтензивни врнежи од дожд кои би достигнале некаде околу 50 литри во секунда. На состанокот присуствуваа градоначалниците на општините од источниот регион Кочани, Штип, Карбинци и Чешиново Облешево, директорот на АД Водостопанство Ромео Тренов и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Се разговараше за можните ризици со евентуално зголемување на водата во браните Калиманци и Градче, чиј доток на вода во моментов изнесува 3 до 4 метри кубни во секунда. Во моментот дотокот на вода е некаде околу 3 до 4 метри кубни во секунда на прелив, а на испуст е 18 метри кубни во секунда. И исто така критична е браната Градче, која што исто така прелива со 3 до 4 метри кубни во секунда и со 1,1 метар во секунда од долниот испуст, што значи дека имаме веќе алармантна состојба. Заради таа цел, ние се состанавме и ги утврдивме најправо критичните точки, како што се Прибачево, исто така Горни и Долни Подлог, Грдовци и Мојанце, кои што се наоѓаат на Оризарска река, Горни Подлог и Долни Подлог на Кочанска река. 2 касеничари багери ќе бидат доставени на општина Кочани да започне со активности заради превентивно действување и затварање на одредени процепи кои што се јавуваат на Кочанска река. Исто така тоа се однесува и за одредени процепи, заштита на одредени процепи или обезбедување на речното корито на Оризарска река, со што би се спасиле земјоделските површини, пред се населението од Грдовци и од Мојанце. Понатаму критични точки кои што ги утврдивме и кои што беа во моментот поплавени се село Облешево, Чешиново и Кучичино и село Чифлик. И од тој аспект исто така договоривме ангажирање на дополнителна механизација, бидејќи постои одредена механизација, меѓутоа ќе се зајакне капацитетот со механизација и ќе се излезе на терен и ќе се действува токму на овие места кои што се критични за да може да се заштитат што е можно повеќе делови на тој потек и нормално да се заштита што е можно повеќе земјоделски површини, а исто така и да се заштити населението кое што е приоритет. Заменик министерот Костадиновски упати препорака до земјоделците и сточарите и до населението кои што имаат сопствени домови покрај споменатите критични места и во непосредна близина на речните корите на Кочанска, Оризарска река и Брегалница, да во случај на поголем водостој и недоаѓање на водите да се евакуираат и да се дислоцира стоката на повисоки места. Најпогодено во моментов е населеното место Теранци. Нешто што е критично и кое што е очигледно и најпогодено во моментот е населеното место Теранци, кое што исто така водите се прелеа на патот и е отсечено од комуникација во делот на Облешево со село Теранци. И во таа насока утре будно ќе следиме состојбата и нормално ќе реагираме доколку настанат некои поголеми надоаѓања на вода или доколку постои поголем ризик од прелевање на поголема количина на вода. Заради заштита на населението доставени се вреки со песок по 5000 во поголемите општини Штип и Кочани и по 2000 во Чешиново, Облешево и Карбинци. Инаку, до оштетенијето на река Брегалница, критична точка е местото кај Долни Балван, на мостот и активностите се насочени и таму, заради расчистување на речното корито и насипите, кои што се направени со надоаѓање на водата и тргање на дрвата, за да не дојде до приливање на водата на регионалниот пат и оштетување на мостот.
Во Штип критична точка е населеното место Караорман, каде што се работи на расчистување и зајакнување на коритото на река Брегалница во должина од 200 до 300 метри, а се работи и на зајакнување на речното корито на реката кај Ново село и поставување на вреки со песок заради безбедност и заштита на населението. Инаку, обезбедено е и 10.000 литри минерална вода за населението од општините Штип и Чешиново, за да бидат достапни за училиштата, градинките и останатото население. Од кризниот штаб истакнаа дека и понатаму будно ја следат состојбата и се реагира соодветно на терен.